Во ова издание на Newsflash ке гледате. Според Националната агенција на агенти за недвижнини во 2020-та имало најголема побарувачка на пазарот за домување во САД од 2006-та. Експертите предвидуваат дека високата побарувачка ќе трае уште најмалку 6 месеци. Дали децата се свесни за можните опасности кога возат велосипед? Ученици во повеќе од 30 македонски општини преку програмата Велоучилишта учат како да бидат совесни учесници во сообраќајот. Мишел Деладжер е првата жена која тренира машки кошаркарски тим во Невада. Што го прави нејзиниот стил на тренирање уникатен? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Чономовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Според Националната агенција за недвижнини во 2020 година имало најголема побарувачка на пазарот за домување во САД од 2006 година. Експертите предвидуваат дека ваквата висока побарувачка ќе остане уште најмалку 6 месеци. Алисија Мекри со сопругот планирале да се преселат од Вашингтон во предградие кога ќе заврши средно училиште нивната ќерка. Но додека нивната ќерка се подготвуваше за матура, почна пандемијата, плановите им се промени. Куќата беше ставена на продажба на пазарот над 1 месец и тогаш видовме дека нема други понуди во тој период. Луѓето беа исплашени физички да гледаат куќи. Тие ставиле на продажба куќата во април лани, биле подготвени да почекаат неколку месеци да најдат купувач. Ја прифативме понудата за куќата откако беше на пазарот за недвижнини само 3 дена. Ни понудија многу повеќе отколку што баравме. Стравувавме дека нема да можеме да ја продадеме, но добивме многу повеќе. Експертите велат дека семејството Мекри не можеле да изберат подобро време за менување на куќата. Од април 2020 пазарот на домување расте, претежно поради ниските каматни стапки што се околу 2,7% во просек на национално ниво. Го искористија периодот на ниски каматни стапки и продажбата на нови куќи се зголеми за 20% споредено со периодот пред пандемијата. Милениумците активно влегоа на пазарот за недвижнини. Тие сочинуваат речиси 22% од популацијата според последниот попис. Милениумците се најголема генерацијска група во државата. Истекнуваат возраст со која почнуваат да купуваат куќи. Тие се во нивните 30 години. Сакаат да формираат семејство и да купат куќа. Затоа побарувачката е драстично зголемена. Една од најпопуларните интернет страници на пазарот за домување, Zillow, регистрираше 1,5 милиарди повеќе прибарувања и посети онлайн. Со неколку зборови, нема доволно куќи за секој што сака да купи. Зголемената побарувачка, придружена од недостигот на понуда на пазарот, предизвика раст на цените на куќите. Вредноста на куќите во САД се зголеми за 10% лани, а тие се продаваат за околу 14 дена, што е 20 дена побрзо отколку пред една година. Официјални лица од Националната асоциација за недвижнини велат дека пазарот за домување ќе се стабилизира до 2022, но предвидува дека цените на куќите нема да паднат. Возењето велосипед е здраво, но може да биде и многу опасно, доколку не се почитуваат правилата. Дали децата се свесни за ваквите можни опасности? Токму поради тоа ученици во повеќе од 30 македонски општини преку програмата Велоучилишта учат како да бидат совесни учесници во сообраќајот. Тоша Огњанов има повеќе. Дете на возраст од 10 години има право да управува со велосипед, и тоа во зони каде има возила. Така вели Законот за безбедност на сообраќајот. Но дали децата се подготвени да се вклучат во сообраќај, макар и да се работи за маалски улички? Ни фали моментот на тие деца да бидат соодветно обучени како да излезат во сообраќај, а и нивните родители запознаени со целава ситуација, за после тоа ние да можеме да ги пуштаме сами. Според мене не е битна бројката дали возраста, дали детето има 10 години, има 8 години или 12. Се додека детето е безбедно, нема проблем. За надминување на овој недостаток, пред 2,5 години почна програмата Велоучилишта. Професионални инструктори ги учат децата како се управува со велосипед, кои се неговите делови, но и најбитно од се, кои се сообраќајните правила. Од мали нозека и децата сакаме тој момент да го вградиме дека не само возење на автомобил има правила во сообраќај. И пешак и велосипедист треба да се придржува кон одредени правила, првенствено за своја безбедност, па после и за друга. Во програмата се вклучени 160 училишта од повеќе од 30 општини.
При тоа наставниците се клучни за децата да ги стекнат неопходните знаења поврзани со велосипедот. Меѓу првите што се вклучило во оваа иницијатива е Основното училиште Петар Попарсов од општината Карпош во Скопје. Тоа кај нив ја зголемува самодовербата. Не само како некој кој што знае да вози велосипед, туку сега веќе ги знаат и сообраќајните правила, сообраќајните знаци. Наставата воено помогнала и кај родителите, преку децата, да се развие поголема еколошка свест. Им помогна на децата, нормално заедно со наставниците и родителите, да научат дека велосипедот е и превозно средство за до училиште и настава. Што кај нас, досега мислам дека родителите не беа многу свесни дека може децата да ги пуштат со велосипед на училиште. Сепак во истражувањето спроведено во рамките на проектот се увидело дека сериозен проблем е тоа што нема пристапни велосипедски патеки токму околу самите училишта. Најранлива зона, буквално кажано, каде што децата треба да дојдат од самиот дом до училиштето. Тука ни е нас окупиран јавниот простор. Велосипедската едукација засега се одвива како воншколска активност. Искуството на наставниците покажало дека потребата од такви активности е голема. Им треба на децата во ова време кога се затворени пред компјутери да научат нешто ново и поразлично. Нешто каде што ќе може тие да бидат свој. Како што се наближува летото, така се повеќе деца ќе бидат на улиците со своите велосипеди. Затоа, возете внимателно. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Мишел Далаџер е првата жена која тренира машки училишен кошаркарски тим во Невада. Гласот на Америка разговараше со неа за незиниот живот и за она што го прави незиниот стил на тренирање уникатен. There's really more to basketball than just the game of basketball. Кошарката е многу повеќе од само кошарка. Во суштина тоа се животни лекции. И животот е полн со победи и порази. Знаете, чувствувате како да сте направиле нешто прекрасно и некој ќе ве спушти на земја. Или можеби не се чувствувате добро, па нешто ќе ве крене. Јас сум Шел Далаџер и го тренирам машкиот кошаркарски тим во средното училиште во округот Черчил. Во државата Невада, јас сум прва жена која тренира машки тим. Јас сакам, таа веројатно е мојот омилен тренер во кошарка. Сум играл со неколку други тренери, но таа е поинаква. Не поттикнува, бара многу од нас. Таа навистина го бара максимумот и затоа мислам дека имавме добри резултати изминативе години. Работевме напорно на тренинзите и го правевме она што треба да се направи. My partner at home is very supportive. Мојата партнерка дома ми дава голема поддршка. Нашите деца се незини биолошки синови и таа ме поддржа да ги тренирам. И таа е значаен дел од тимот. Патува со нас на сите надпревари и ги бележи поените. We love basketball. Сакаме кошарка. Yeah. For me it's the best, memories I will have with basketball will be. За мене најдобрите сеќавања што ги имам од кошарката се оние со моето семејство. Патуваме на надпревари заедно. Јас ги тренирам, се враќаме во автомобилот и зборуваме за надпреварот. And then when I went to community college, Јас не бев добра во средно училиште. Потоа кога отидов на коледж станав малку подобра, зашто бев постара. Благодарна сум на Фалон. Тие ме поддржуваат во тренирањето 100%. Не сме имале проблеми. Мојот тим од 2019-тата, некои деца од другите тимови ги задеваа за мене, затоа што сум геј, жена и затоа што ги тренирам. that doesn't hurt my feelings. И знаете, само им реков на моите играчи, тоа не ме повредува. А тие ме прашаа како не. Јас им реков не, затоа што е вистина. Јас сум во врска со жена и тоа ме прави геј. Им реков, жалам што сте почувствувале дека треба да ме браните. Не треба, тоа воопшто не ме повредува. Тоа беше се за денес. За повеќе информации следете не на социјалните мрежи. Посетете и нашата веб страна glasnaamerika.com. Пријатно!